за изворно за християнството. Отдек доведе, што доведе, кажаме дека почеток на християнството, нели, сам в темето Господ Исус Христос и од него почнува християнството. Почнуват да се правят църковни общини во градовите, во селата, во поголемите населени места и старата идеология се заменува со нова. Обрезанието се заменува со крещението. Светни што е обрезание? Знаете што е обрезание? Не. Сонетизување на мажите, прочто сум дека на женски не сонетизуваат. Значи, мажкиот пол го сечат тамо половето. Тоа е обрезание. Вие сте носни деца, да знаете ли прво? Веќе вие сте едни мајки сте наши. Значи, старата идеологија на старата религија, односно, муслиманите имат земно вид на евреите, се заменува со ново. И во тогашната, особено во тогашната Римска империја, почнуваат да се составуват келии по градовите и по селата. Една од таквите келии, но судари колку сакаш измеѓу старата идеологија и новата. Старите, мислам, навики, не може да се оттргнете. И сега гледате колку стари навики, не можем да ги откорнем од нас. Врзани се со нас, со битот наш и тешко се, значи, треба од старите да го задржиме доброто, лошото да го отврнеме. Прв сукуп е бил обрезанието. Свети апостол Петар вика, кој е обрезан до сега, обрезан. Кој не е обрезан, повеќе да не се обрезан. На нас обрезанието не е крштението. Свещеници ги потопуват во вода. Зборот баптизм значи нуркам, не значи прскам со вода. Му кажете така. Прс со вода, това не е крштение. Треба на целото да се потопе детето. Треба да нурка. Всушност обрезан, односно баптизм зборот е старогрчки и значи нуркам. Во нурка човек може да остане сух. Ништо и уште му се натопи. Тоа е значи предобраз на старото обрезание од евреите што сме го добијале, со кој што преку мијето на телото духовно се очистува нашата душа и нашето тело од првородниот грев, од гревот на нашите прародители Адам и Ева. Втор сукуп што е сериозен бил измеѓу старата религија и новото христијанство и бил принесувањето на жртви. Тогаш се принесувале жртви на боговите и на Бог. Јагнина, јарина, кози, волови и така натаму. Со доаѓањето на Христос, не ли викаме во символот на верата, и беше распнат заради нас во времето на Понтискиот Пилат и така. Значи, он е распнат заради нас за таа жртва, порнешна жртва да отпадне. Таква сцена или таков проблем настанал и тука во Струмица, со тие тој сукуп измеѓу старата религија и новата религија. Старата религија, паганска или пак еврејска, наредувала да се принесува жртви на Бога, крв да се пролее. А нашата забранува да се пролее крв. И свещениците и верните не смеат да пролеват крв за жртва, за очистување на гревовите или било кој повод, или од благодарност. Некои од благодарност сега носат јагни да живи тука и сега тука да се сече, са мачкат со крв. Сето го останало тоа од паганството или од исламот. Не сме тоа да се взима. Во христијанската црква тоа е забрането. Ние, нашата безкрвна жртва е да дојде женчите, вие не се облезете, си запалите безкрвна жртва на Бога за очистување на гревовите. Како што горе свеќата, така да изгорат и нашите гревови. Било со уста, било со очи, било со некој гест непримерен, така. Това е значи жртва, безкрвна жртва за очистување на гревовите. А втора безкрвна жртва е значи пренесувањето леб и вино за христијаните, со кој што се причествува за очистување на гревовите. Таков сукуп на интереси, односно на идеологии, настанало тука 362 лето, во времето на Јулијан Отпадник. Имено тука имало црковна општина, створено веќе, манастир, во кој што имало 15 свештеници. Или калуѓи, да ги кажеме, со развиен црковен монашки живот. Тука се крштевало ова црква, старата искупеница се крштевало, се венчавало, и други сите верски работи се убавували тука во Тиберопол. Тиберопол бил далеко тука од ова. Това било пустелија тука, со огромни дрва и така натаму, не населено место. И тука како манастир се живеале они и тука се доаѓале христијани од сите страни, били се крштевани, венчавани и така. Што се случува? 362 година на 28 ноември по Старскиот
не по тој новиот календар, што го има сега земено државата, туку државата на 11 декември празнуваше 28 ноември. По стар стил на 28 ноември, Чујале во Солун, тогаш Струмица, односно Тивреопол, бил управуван од Солунска управа бил, под градот Солун и поштил Јулијан Чујал за оваа случка тука, бил забранета христијанската вера, а тука монаси крштеват, венчават, тука така станува, народ пълно. И забранува, Арнома пуштува од Солун двојца, едениот како судија, а другиот како екзекутор, како војно лице, за да дојде да види дали тоа навистина во Струмица во Тивреопол има манастир од 15 души свештеници и таму си свободно ја шират, мисионират христијанската вера православна. Доаѓајќи тука навистина виделе, сега ќе ви покажам старите мени на 15 маченици што се ги направиле првиот манастир, набрзо се склопиле некако, за да можат некако да ја проповедат поскоро Христовата вера. И тука на 28 ноември им наредуват, им дават јагнина на 15 маченици, на свештениците, да им пренесуват Бог на сонцето, да пренесат жртва. Тие кажали, ние сме разкрили со това. Ние жртви повеќе не пренесуваме. Ние жртва пренесуваме на нашиот Господ преку леп и вино и друго ништо. Тоа не го признаваме вашето жртво пренесуване. И штом не го штом не се каде да пренесува жртви, биде веќе, нели, требало да уследе суд и да ги екзекутира, да ги посечат. Меѓутоа, не чекале суд, туку одма право, тогаш во тоа време, и сега били судовите, нели, која има власта, може и да убива. Не сега, нели, од нашето време, меѓутоа се случвало тоа, кој не се согласува со идеологијата на државата или пак на црквата, биде се многу во текот на историјата екзекутирани луѓе. Почнуват да ги убиват на светите 15, еден од нив Петар се викал, инче Петар значи камен. Дигнал рака и вика, чекајте, нели треба да уследе прво суд, според римскиот закон, да уследе суд, да не осудите за нашата грешка, а после да не биете. Само што е дигнал рака, наредил правникот, судијата, да му сечат раката. И му отсечат раката и ја фрлат надвор од зидините на манастир. И ги изтекват тука, ги остават полегнати, убиени, кои со копија, кои со бајонети посечени, ги остават, нели, тука покрај зградата, покрај црквата, покрај самиот манастир, и наредили на струмичане 24 сата да не смеат да ги дигнат. Еден ден и една ноќ. Да не смеат да ги дигнат, за преку ноќта да дојдат. Тогаш имало дивеч многу, мечки, лисици, кучина, да ги разграбат. Меѓутоа, оставили ги и струмичане им кажале никој да не смее да ги погреба во текот на тие 24 сата. Они се повлечели за Солун, овие, каже ги, Филип и Вален, се повлекуват за Солун, така ги викале мачениците, мачителите заправо, се повлечеле они, нели, на кај Солун, отредента, од како минали тие 24 часа, дојделе тука струмичани, нашите верници, нашите дедовци, кои што верувале во Христа Бога, и ги направили тие гробници. Сега ќе слеземе доле после, ќе ги сликате, ќе ги видите, можете во вашите трудови и дел од самите гробници да Една има централна гробница, ќе видиме таму на лице место, нели? Една има централна гробница во која што се погребани двајцата епископи, двајцата владици, Тимотеј и Теодор. Елате сега да ви ги прочитам имињата на 15 маченици, кој как се викал и кој што звање носил. Оти во црковната хиерархија има, нели, звање. Значи, двајцата од тие 15 души биле владици, односно епископи. Теодор и Тимотеј, тие двајца тука биле владици. Двајца од нив биле нивни подчинети ѓакони, Тома и Васили. Останатите биле монаси, Петар, Јован, Сергеј, Теодор, Никифор, Евсеви, Комаси, Јеротеј, Харитон, Даниил и еден, имало меѓу нив, војник, кој се викал Сократ.
во Струмици ќе онајка често пати името Сократ, значи потеклото му дури од тогаш, од тоа време, уште од римско време. Значи Сократ има по многу места, ама особено во Струмица ќе се најде по некој Сократ, затоа ние струмијани треба тие такви наши имиња што се изворни, да не си ги напуштаме, да си ги ставаме. Што му фали на Сократ? Еве, дел од нашата историја, дел од нашата струмичка историја. И така. Тоа е обично што ви кажувам сега за 15 маченици. Сега, ако сакате, можеме да одиме лично на Зошто нашиот град го слави празникот? Да. Значи, со пробаѓањето на Самуиловата држава, организирана јако силна држава, со пробаѓањето на неа од византискиот император Василий Македоноубиец, како го викаме ние, или пак Василий Македонец се викал он. Имал име и затоа имат и ден денески делците. Доскоро нема проблем со нас, сега почнаа да имат проблем, тоа што територијата цела е македонска нивна. Поголемиот дел од територијата е македонски, затоа имат проблем со нас. Значи, со пропагањето на Самуиловата држава се изродуват други нешта. Пак ќе нема батерија. Пак ќе нема батерија. Мислам, меморија.